Како ги коментирате барањата на Касами Зијадин Села за албанските за да биде официјален на целата територија и барањето од државјанството да се избрише зборот македонско и дали со овие барања се испраќа порака дека албанците се на некој начин кочницата на интеграцијата? Значи тоа се прашања за дневна политика, веројатно подготовки за некоја поголема мобилизација на луѓе кои што се од албанска етничка заедница, кои евентуално би го поддржале едниот или другиот политичар. Секогаш малите партии во слични ситуации настојуваат да експлоатираат, да го реализираат својот интерес, да карат некој глас повеќе, но гледање гросо модо, ние не можеме низ призмата на едниот или другиот политичар да ја врзуваме судбината на државата. Мислам дека тој ми е јасно и на нив, бидејќи не се факторите кои што се најбитни во оваа ситуација. Мислам дека има многу позначени влогови од нивните барања и затоа мислам дека токму тие влогови, како што е, например, членството во НАТО, отпочнување на преговорите со Европската Унија, или позицијата на САД, која што е многу битна за албанските политички партии, ќе одлучат како фактори кои што ќе ги прекршат сите овие дилеми и очекувам позитивно разрешување, односно прифаќање на договорот од Преспа, односно прифаќање на уставните амандмани кои што се условени со договорот од Преспа. Што е со 8 пратеници од ВМРО-ДПМН кои се изјаснија дека не се согласуваат со овие барања на двајцата политичари? Сосема, видете, мислам, прво нивните барања се нешто што произлегло во последен момент, кое што е резултат веројатно на некои пресметки и така натаму внатре во нивните политички средини, желби, цели, влогови и така натаму. Разбирливо, не само 8-те, туку и други пратеници од парламентот не би прифатиле, па и секој сериозен политичар, да во последен момент вие уфрлите нешто колку да ќарите. Мислам, премногу е провидно тоа барање. Мислам дека е најбитно и за 8-те пратеници и за останатото мнозинство да се изгласат работите како што се бара од страна на Брисел и Вашингтон, односно од страна на нашиот партнер, договорот кој што беше склучен во Преспа, и затоа сметам дека сум голем оптимист дека тоа ќе се заврши успешно. Каков епилог очекувате од денешните разговори на премиерот со Села и со Касами? Па мислам дека ќе им ги објасни овие работи. Добро е што се гледа. Мислам дека е во еден момент полезно да се наоѓа со сите политички партии, со сите мали политички партии, но илузорно е, например, не знам, тоа вие како да со воздушна пушка сакате да срушите авион, тоа што сака да го направат Касами и Села. Ја разбирам нивната позиција, сака да соберат што поголем број избирачи, ќе отвараат и се повеќе и повеќе некои прашања кои што би сметале дека може да ја олеснат позицијата на албанците, но ние, мислам, со Охридскиот договор еднаш за секојаш го решивме тоа прашање. Охридскиот договор беше на проверка, што би рекол, и тоа во повеќе наврати, особено за време на Кумановските настани, и тоа не би требало да се влегува во тоа прашање, иако, например, и други авантуристи, и од другата страна, и македонци, би можеле да реагираат во еден период или да кажат дали на вистина има 20% албанци, дали треба ова или оно. Затоа сметам дека таквите прашања не се
aktuelni и не може да го загроза тоа што треба да се изгласа во парламентот на Република Македонија. Од друга страна, имаме една Грција, која што призна дека македонските политичари поминаа многу потежок испит, дека нашиот испит речици во 7 месец од јуни, дека тука требаше да се обезбеди двотретинско мнозинство, што ка грчката страна не е случај, ка нив треба просто мнозинство, и дека тие имаат големо разбирање за целото тоа, бар овој делов кој што се изјасни за да се изгласа договорот во грчкиот парламент, значи имаат големо разбирање и ја сваќаат позицијата, компликуваната позиција на Заев. Кај нив треба со просто мнозинство, со 151 гласови, парламентот да го усвои договорот од Преспа. Но тоа не значи дека пак се остава на случајноста. Од една страна, Неа демократија, која што е десница, настојува официјално да каже дека не го прифаќа договорот, исто како што е тоа случајот со ВМРО-ДПМН, но од друга страна, според добри познавачи, велат, тие се молат само да помине договорот во грчкиот парламент, бидејќи се надеваат дека ќе дојдат на власт, а утре кога ќе дојдат на власт, секоја нова власт сака да наследи што помалку тешки проблеми. Бидејќи кај случај со ВМРО-ДПМН овде? Мислам дека и ВМРО-ДПМН настапат потено, бидејќи, пазете, му ја олеснувате ситуацијата. Бидејќи нема што да понудите. Нема што да понудите. Ќе понудите само одлагање и веројатно повторно потпишување со тоа што сега пак ревандикациите и на грчката опозиција се такви што ВМРО и тие никош не би се договориле. Така што, колку што имаше, се сеќаваме галама, иако тоа временски беше доста кратко, за договорот со Бугарија ништо не се смени, се и натаму се постои, никој не ни го уништи идентитетот, живееме и натака, веруваме дека Гоце Делчев е наш исто како што тие верува дека е бил нивни и така натаму. Практично, со овој договор се надминува прашањето, македонското прашање, она историско прашање кое што беше касус бели за многу настани. И не се согласувам со Иванов што вели демек ќе исчезнала Македонија и со исчезнувањето на Македонија се разрешувало македонското прашање. Геополитички проблем не исчезнува со исчезнување на топоними, имиња и така. Геополитиката е територија. Тоа е врзана за територија, тоа е врзана за идентитет. И затоа сум оптимист и се надевам дека после овие два договори Македонија може да заплови во една, би рекол, стабилна состојба со позитивни односи со сите соседи. Дури ја мислам дека би требало да се предложат слични договори за пријателство, за добрососедство на сите останати соседи и на тој начин да им дадеме доверба на сите соседи кои што имаат некој сомнеш дека можеме да живееме. Тоа би бил еден огромен придонес кон регионалната безбедност, а Македонија секако како членка на НАТО следната година.